6 лица завршија во ефективен четворица во Куќани 9 мина со полесни мерки на предпазливост по акцијата на обвинителството и полицијата за нелегален увоз и дистрибуција на ботокс и филери во Скопје, Струмица и Битола. Доцна синоќа Скопскиот кривичен суд одлучуваше по мерките откако беа сослушани сите осомничени. Од доставените 11 предлози за определување мерка притвор, обвинителството по сослушувањето на осомничените за 2 лица го приначи предлогот во мерка во куќен притвор, од кои судот едниот го прифати, а другиот го одби и определи мерки на предпазливост. Од останатите 9 предлози за притвор, судот уважи 6, а одби 3 на овие тројца осомничени, им определи мерка куќен притвор. Во истрагата се опфатени вкупно 19 лица, се сомничат за кривични дела, злосторничко здружување, повреда на право од индустријска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма и примање подкуп. Со пријавата се опфатени и 6 правни лица. Помеѓу апсените се доктори од јавната здравствена установа 8 септември и Скопската универзитетска клиника за дерматологија, како и сопственици на приватни дерматолошки ординации и лица кои организирале транспорт и дистрибуција на нелегално внесени лекови и медицински помагала. Во текот на 2026 година, групите организирано набавувале фалсификувани медицински лекови и медицински помагала, вклучително и ботокс од Србија, Кореја и Турција, кои нелегално ги внесувале на територијата на државата со цел нивно складирање, дистрибуција, продажба и апликација врз трети лица. Дел од осомничените, иако биле целосно свесни дека станува збор за лекови и медицински помагала што не се увезени согласно законските прописи и за кои не постои одобрение, упатство или декларација издадена од Малмет, сепак вршеле естетски интервенции со што директно го загрозиле здравјето и животот на граѓаните и предизвикале сериозна општа опасност. Осомничен е еден царински службеник, кој во 2 наврати примил подкуп за да овозможи влез на нелегална стока во државата, без да биде извршена задолжителна царинска контрола. Во истрагата, како што информира од обвинителството, опфатени се и блиски сродници на дел од осомничените, кои ако знаеле за нелегалните активности, активно учествувале во преземање, складирање и чување на нелегалните лекови и медицински помагала во своите живеалишта.